Со доаѓањето на новото раководство во Основното училиште Никола Карев за многу краток период се реализираа значајни проекти со кои се обезбедени современи и модерни услови за учениците и вработените во ово училиште, веде директорот Александар Андов. Откако дојде на чело на училиштето, започна со реконструкција и доопремување на просторот каде се одвива целодневната настава на учениците од прво оделение, а продолжи и со уредување на училишните простори, осветлувањето во и надвор во училиштето и многу други значајни проекти. Најпрво започнавме со уредувањето на целодневниот престој, целосно го средивме, го опремивме со нови помагала, играчки и средства кои што се потребни за дечињата кои што се во целодневна настава. И веќе интересот е преголем, дури моравме да одбиваме некои од родителите кои што сакаат да дечињата да бидат во целодневни, но направиме напори и просторијата да се доопреми, да се прошири, иако имаме простор за уште една целодневна настава, но има законски регулативи кои што мораме да ги спочитуваме за сето тоа не биде дозволено. За многу краток период е уредена и училишната библиотека која денес служи за изнемување книги на учениците, како и простор каде што може да ги извршуваат училишните задачи после наставата. Паралелно со целодневната настава почнавме да ја правиме училишната библиотека, која што беше училница и се користеше и за библиотека и за училница. Решивме да ја преименуваме во целосна библиотека, заедно со помош на наставничката по македонски јазик Љупка Стојменова, која што ја даде таа идеја и се откаже од предавање по македонски јазик. Наставник сега е библиотекар моментално и е целосно префрлен во нашата библиотека. Со незини идеи и наши идеи креиравме на библиотека со која се гордееме денеска и сите оние материјали кои што ги имаме од литература потребна за учениците до стручна литература и слободна литература ги имаме овде селектирано посебно и веќе сите ги користат од вработените до учениците. Потоа дојдовме до идеја веднаш од библиотеката да отвориме ДЗИД и едната училница да ја преименуваме во медиатека, во која што сме сега моментално. Успеавме да го средиме и овој простор. Се стави нов телевизор 65-инчен Full HD LED на кој може да се вршат презентации. Од Еразмус проектот кој што ги добивме овие хедсетери и научери, 3D научери, камера 360 степени, лаптоп, мобилен телефон, таблети, сето тоа веќе е ставено овдека во медиатеката и веќе може да го користат за сите предмети кои што сака да го користат наставниците или имаат потреба. Со собрани средства преку донации од граѓани од Кочани е обезбеден и паркинг простор за вработените во училиштето. Успеавме да го решиме и проблемот со паркингот кој што е надвор. Имавме еден мал простор кој што беше земја и едноставно немаше ништо на него. Побарав донација, гребан асфалт ми беше доделен. Гребан асфалт го распостеливме на тој даден простор, потоа со мој пријател успеавме да обезбедиме исто и валек кој што го тампонираше гребаниот асфалт, па исто така баравме прегорен ули и музија кој што го врзува тој асфалт и боја со кој ги одбележиме паркинг местата. Еве моментално имаме 12 паркинг места во нашето училиште. И не само во централното училиште, уредени се училници, поставени клими и обезбедување подобри услови и во подрачните училишта во Тракање и Грдовци, за и тие ученици да следат квалитетна и современа настава.